Централен дневник на К1. Настаните во Куманово го одбележаа денот. Надлежните служби и К1 телевизија апелираат до граѓаните да останат смирени и воздржани. Министерството за внатрешни работи е на терен и работи на решавање на случајот. Председателот Иванов ја откажа посетата во Москва. Започнуваме веднаш. Полицијата се судри со вооружена терористичка група. МВР апелира до граѓаните и јавноста да останат мирни. Меморандум за соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика и Министерството за култура. Неофицијално терористичката група која утринава изврши напад во Куманово сочинувала од 70 до 80 лица. Стационирана во Кумановската дива населба имала намери да нападне стратегиски објекти во градот. Неофицијално терористичката група која брои меѓу 70 до 80 лица започнала утрово околу 4 часот со оружени напади во Куманово. Групата била стационирана во Кумановската дива населба со намера да влезат во двојно поголем број и да нападнат стратегиски објекти во градот. По пукотниците и рафалите, МВР започна акција за разбивање на групата, а интервенираа бројни екипи на службата за брза помош, улиците блокирани, а во градот се стационирани неколку стотици полицајци. Најжестоките престрелки се воделе во местноста дива населба, која се наоѓа од десната страна при влезот во Куманово. До клиничките центри се транспортираат повредени од денешната акција на МВР. Засега нема потврда за наводите дека има загинати. Целосно се изгорени 3 куќи кои биле искористени како за солниште на терористичката група. Видно вознемирени граѓаните на Куманово сведочат за утринскиот вооружен инцидент. Раскажуваат дека околу 5 часот слушале хеликоптери и авиони и рафални пукотници. Портпаролот на МВР Иво Котевски информира дека активностите се во тек. По завршувањето на истите, јавноста ќе биде информирана. Котевски упати апел до граѓаните за смиреност и трпение. За настаните во Куманово, МВР на пресконференција информира дека активностите на теренот се уште се во тек, а полицијата интервенира во разбивање на големата вооружена терористичка група, која според сознанијата на полицијата имала за цел напад врз државни институции. Министерството за внатрешни работи утринава отпочна акција за откривање и разбивање на вооружена терористичка група која според оперативните сознанија со кои што располагавме имала за цел да организира напади врз државни институции. Информациите до кои дојдовме деновиве укажуваа на тоа дека групата влегла илегално во Република Македонија од една соседна држава и преку свој поддржувачи се засолнила и утврдила подготвувајќи се за идните терористички напади. Надлежните служби при Министерството успеа да алоцираат во Кумановската дива населба, односно во неколку куќи во населбата. Сознанијата говореа дека станува збор за група која е добро вооружена и обучена за борба во вакви услови. Врз основа на претходните информации беше изготвен план за постапување и беше формиран штаб кој што ги координира активностите на терен. Околу 5 часот денеска специјалните единици отпочнаа со реализација на планот. Истите наидоа на жесток отпор од терористите кои ги нападнаа со автоматско оружје, бомби и снајперски оган. На нападот е одговорено исклучително внимателно и соодветно на ситуацијата. Во моментов се уште се во тек активностите на терен. Станува збор за специфично подрачје со тесни улички и голем број куќи кои што се збиени, што представува дополнителен ризик за полициските единици кои действуваат на терен. Полицијата заради спецификите на теренот напредува тактички и мора да врши претреси во сите околни куќи заради безбедносни причини. Апелираме граѓаните и јавноста да останат мирни, да се воздржуваат. Заради чувствителноста на ситуацијата во овој момент не би соопштувале дополнителни детали, но подоцна ќе излеземе со целосни информации за преземените мерки. Ви благодарам.
Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја прекинува својата работна посета на Руската Федерација поради настаните во Куманово и се враќа во земјата, информираат од неговиот кабинет. Оттаму најавуваат дека ќе биде свикан и Советот за безбедност по последните случувања во Куманово. За актуелната состојба во Република Македонија, председателот Иванов утрово ги информирал генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, председателот на Руската Федерација Владимир Путин и председателот на Чешката Република Милош Земан и останатите соговорници со кои остварил средба во Москва. Евакуација на населението во Кумановската дива населба вршеа екипи на македонската полиција. Екипи на македонската полиција извршија евакуација на населението во Кумановската дива населба. За време на евакуацијата, граѓаните се движат пеш или пак ги превезуваат специјални полициски возила. Станува збор претежно за семејства со деца и постари луѓе. Утрово таму се одвиваше полициска акција за разбивање вооружена терористичка група. Политичките партии во Македонија изразија голема загриженост за денешните случувања во Куманово. Тие упатуваат апел до граѓаните на воздржаност и смиреност. Демократската унија за интеграција смета дека денешните настани во Куманово, но и тие претходните во Гошинци и експлозијата пред седиштето на ДУИ, како и други, се дејствија што се во целосна спротивност со стратешките определби на албанскиот народ, како во Македонија, така и на Косово, во Албанија и во Прешевската долина. Ние сме убедени дека само една стабилна и сигурна Македонија може да биде од полза на целиот регион и дека ниту една дестабилизација на земјата не е во интерес на албанскиот народ во регионот, се вели во соопштението на ДУИ. Народното движење на Македонија изразува длабока загриженост од денешната пресметка во Кумановскиот регион и бара од политичките партии да постигнат единство кое е најсилната брана против секоја закана. Според нив, со актуелната длабока поделба меѓу македонците како резултат на недозволивото превирање меѓу власта и опозицијата за прашањето од највисок државен и национален интерес, всушност е поставена сцената за преземање на терористички акции. ВМРО ДПМНЕ упатува апел до сите граѓани на Република Македонија, без разлика на нивната етничка, верска или партиска определба, на воздржаност и смиреност и во дејствувањето или примањето на било какви шпекулации или информации. Граѓаните на Република Македонија треба заеднички да се справат со овие проблеми и со овие безбедносни предизвици. Стабилноста на државата нема цена и сите фактори, и домашни, и меѓународни, и политички чинители во Република Македонија, и верски групации, и секој граѓанин на Република Македонија треба заеднички да работиме за стабилноста на нашата држава. Ваквото сценарио на дестабилизација или обид за дестабилизација нема одговара на никој разумен граѓанин, политичар, политичка партија или било која етничка заедница. Напротив, ова може да направи огромна штета на нашата заедничка држава Република Македонија. И Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги повикува граѓаните на смиреност и присебност, да не подлегнуваат на мрачни сценарија за предизвикување конфликтност и дестабилизација на Македонија. Од партијата велат, жртви се граѓаните и македонци и албанци, и полицајци, и цивилно население, но дека сега најважно е да му се помогне на цивилното население. Убаво е протестите да престанат, иако беа само иницијативно организирани, тоа го знаат сите многу добро. Во овој период и со мислите, и со нашите мудри и паметни идеи, заедно сплотено сите граѓани, да придонесеме кон брзо решавање на оваа тешка состојба. Политичките партии даваат поддршка на Министерството за внатрешни работи и сите кои се дел од безбедносниот систем да делуваат одлучно и да работат на зачувување на уставниот поредок, правниот поредок, безбедноста на граѓаните и стабилноста на државата. Повеќе од 20 полициски службеници се повредени во денешната вооружена пресметка во Куманово. Неколку од нив се во тешка здравствена состојба.
Неофицијално повеќе од 20 полициски службеници се повредени во денешната вооружена пресметка во Куманово. Информациите кои се пласираат на социјалните мрежи говорат дека уште 2 биле пренесени со полициски хеликоптер, 16 од нив се на ургентниот центар и не им била направена магнетна и компјутерска томографија. На дел од нив во моментов им се вршат хируршки интервенции. Неколку припадници на безбедносните сили се во тешка здравствена состојба. Полесно повредени полицајци од Куманово биле пренесени во градските болници 8 септември и Свети Наум Охридски. Загриженост кај населението во Кумановската дива населба по утринските пукотници. Еве каква беше ситуацијата на улиците во Куманово. Жителите на Кумановската дива населба утрово се разбудија со пукотници. По улиците во Куманово, граѓаните во паника кажуваат за тоа што виделе и слушнале. Жителите од населбата во која доминира албанското население се вознемирени. Велат, не им е познато за што се работи и апелираат до своите сограѓани да останат мирни и да не ги напуштаат домовите поради лична безбедност. Се тресев деца, плачем, пукав од сабале, од 5. Да, слушам, сабале имаше пукотници и така. И ништо ќе видиме што е работа, не знаеме ништо, валјда ќе биде све добро. Сите активности во Куманово за денеска се откажани. Фирмите и трговските дуќани во критичниот дел на градот се затворени. Полициски обезбедувања има на сите стратешки места. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес ги информира граѓаните на Велес дека поради актуелната безбедносна ситуација во Куманово, големиот народен собир што беше најавен за утре е откажан. Користејќи оваа ситуација, ги повикуваме сите граѓани на Велес, без разлика на нивната национална, верска или политичка припадност, да не подлегнуваат на провокации и да останат сплотени и единствени во нашата заедничка визија за мирна, стабилна и просперитетна Република Македонија, додаваат во соопштението од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Делегација на Европската Унија во Македонија, како и Американската амбасада во Скопје, со полициската акција во Куманово и апели до граѓаните за политичките фактори во земјава на единство и сплотеност. Делегацијата на Европската Унија во Македонија внимателно ги следи извештаите за полициската акција во Куманово, стои во кусото соопштение од Европската Унија. Се надеваме дека ќе биде избегната ескалација на тензиите, се истакнува во соопштението на дипломатската мисија на ЕУ во Скопје. Апелираат граѓаните и политичките фактори да останат смирени и да ги почекаат официјалните информации од релевантните надлежни органи. И Американската амбасада во Скопје изразува длабоко жалење за загубите на човечки животи во врска со акциите во и околу Куманово. Го изразуваме нашето сочувство кон семејствата на загинатите и оние кои се повредени. Ја следиме состојбата и сме на постојан контакт со властите и со политичките лидери. Ги повикуваме граѓаните да останат смирени и да дозволат утврдување на фактите, се вели во соопштението од амбасадата. Меморандум за соработка потпишаа министрите за култура и за труд и социјална политика. Целта на оваа соработка е реализација на проектот насловен Инклузивни и креативни, со кој ќе се унапреди заедничката грижа за лицата со посебни потреби. Проектот е дел од програмата на владата на Република Македонија. Инклузивни и креативни е насловот на проектот за унапредување на грижата за лицата со посебни потреби. За таа цел, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов потпишаа меморандум за соработка. Со потпишувањето на овој документ, ресорните министерства даваат придонес во подигањето на свеста за лицата со посебни потреби, кои се рамноправни и корисни чинители во општествената заедница. Лицата со посебни потреби од дневните центри ширум Македонија ќе ги продаваат своите креативни творби, кои ќе бидат јавно изложени во сите 20 сувенирници поставени во градовите и неграничните премини во државата. Овие лица кои имаат навистина специфичен сензибилитет, со кои создаваат исклучителни креативни дела, заслужуваат посебно охрабрување и ние мораме да се наслучиме кон активности и проекти
кои ќе ги задоволат потребите на лицата со посебни потреби и ќе овозможат нивно активно интегрирање во нашето културно и општествено живење. Средствата кои ќе се реализираат од продажбата на сувенирите повторно ќе бидат наменети за потребите на овие лица, како и за подобрување на условите во центрите за згрижување. Владата на Република Македонија покрај тоа што во своите приоритети има зголемување на финансиската поддршка и паричните права кои што ги остваруваат овие лица и деца и нивните родители, како и воведување на нови парични права. Заедничка цел на ресорните министерства е да се унапреди меѓуинституционалната соработка, преку која практично може да се влијае на подобрување на состојбата во повеќе области, па и во областа за подобрување на грижата за лицата со инвалидност. Повеќе од 120 километри планинарски патеки беа одбележани во општина Чашка. Преку проект на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, 4 велешки здруженија беа задолжени да ги одбележат патеките во 4 реони на општината. Како проект на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, широм општина Чашка за прв пат се одбележаа планинарските патеки. 4 здруженија на граѓани добија задача да работат на одбележувањето на планинарските патеки во 4 различни реони во општината. Сработи со извеничкиот одред Димитар Влахов, еколошката групација Green Power, како и планинарските друштва Солунска глава и Металург. Извиничкиот Димитар Влахов обележува патека на делот на населба Чашка, значи на потегот населба Чашка Голозници, Лисиче, Горно Врановци, и таа патека е во должина од 18 км и ја нарековме Нова Македонија. Таа е веќе бележена и цртана, само треба да се постават уште патоказите и да се изработи од страна на агенцијата картата која што треба да се постави, бидејќи има направено електронски запис и со GPS уреди. Истото го работат и колегите од Green Power, они работат на потекот горно, работат на потекот Нежилово, Попрадиште, Горно Јаболчиште со 3 патеки, и колегите од планинарското друштво Солунска глава, они работат на потекот Планинарски дом Чеплес, Солунска глава со 2 патеки. Извеничкиот одред Димитар Влахов ги доби 5 патеки на реонот кај Мокрени и Теово. За овие патеки како подизведувачи се јавуваат од планинарското друштво Металург. Повеќе од 120 км планинарски патеки се бележат со овој проект за општина Чашка. Патеките ќе бидат утврдени на карта поставени, имаат електронски запис, ќе бидат поставени на веб страната на Агенцијата за поддршка на туризмот Macedonian Timeless, кај што секој странец ќе може да ги симне, да ја ги постави во својот GPS урез и да едноставно да може безбедно да ја помине патеката. Со ова се зголеми безбедноста за движење на планинарите на сите овие патеки, вели Гушев. Проектот кој го финансира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во општина Чашка чини околу 15.000 евра. Двајца скопјани заработија кривични пријави од Велешкиот сектор за внатрешни работи под сомнение дека продавале хероин на територијата на Велес. По полициската акција кај нив биле пронајдени 263 грама хероин. Двајца скопјани на возраст од 37 и 55 години заработија кривични од Велешкиот сектор за внатрешни работи. Тие се под сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. За ова им е одредена мерка притвор од 30 дена. По претходно добиени сознанија дека пријавеното лице АМ е инволвиран во нелегална трговија со наркотични дроги на подрачјето на Велес, од страна на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Велес, превземени се мерки и активности при што пред 2 дена околу 19 часот на излезот од Велес во возило првопријавениот извршил нелегална продажба на наркотична дрога хероин. Откако ги приметил полициските службеници, хероинот го фрлил од прозорот од возилото, пошто се дал во бегство. Потоа, за да изврши нелегалната продажба во Велес, АМ пристигнал со друго возило, кое го управувал второпријавениот РШ. Двајцата по акција на полицијата се приведени во полициската станица во Велес. На лице место е пронајдено најлонско пакување со непозната прашкаста материја, за која по извршеното вештачење е утврдено дека се работи за 263 грама хероин. Започна изградбата на поморскиот дел од гасоводот Турски тек. Исламисти упатија заканувачка порака во Босна и Херцеговина. Вестите од светот, избор на колешката Елица Радевска.
Руската компанија Газпром започна со фаза на изградба на поморскиот дел од гасоводот Турски тек. Ова го изјавил шефот на компанијата Алексеј Милер во интервју за телевизија Русија 24. Милер истакна дека компанијата влегла во фаза на подготовка и мобилизација на русите за поморскиот дел од Турски тек. Затоа денешниот датум може да се смета како почеток на изградба на поморскиот дел од гасоводот, истакнал Милер. Вчера раководителот на Газпром објави дека гасоводот Турски тек ќе биде пуштен во употреба во декември 2016 година. Гасоводот Турски тек е алтернатива на Јужен тек, од кој Русија се откажа во декември минатата година. Неговата маршрута под дното на Црното море се совпаѓа со претходната од проектот Јужен тек. Газпром и руската компанија Боташ потпишаа во декември 2014 година меморандум за разбирање за изградба на гасовод од Русија кон Турција под дното на Црно море. Заканувачка порака за доаѓање на исламската држава во Босна и Херцеговина упатена е до радиотелевизијата на Босна и Херцеговина од лице кое се представувало како Абу Сухајла Салахадин. Набрго ишалах ќе имате многу работи за емитување. Знаете дека исламската држава дојде во Босна и дека наскоро ќе летате во воздух и дека ќе исчезнувате поред се додека нашето знаме не започне да се вее над Босна. Зората на исламот пристигна, во тоа бидете уверени, а браќата се подготвени да ве убиваат полека и сигурно, стои во пораката. За овој случај истрага отвори Државната агенција за истрага и заштита. Таа во координација со обвинителството на Босна и Херцеговина превзема на тамошни мерки за действие од своја надлежност на откривање на испраќачот на пораката и на утврдување на сите значајни детали во овој случај. Во овој момент не можеме да изнесеме во јавноста други информации, рече портпаролката на агенцијата Кристина Јозик. Генералниот директор на радиотелевизијата на Босна и Херцеговина Мухамед Бакаревиќ изјави дека по пораката зајакнете надзорот над влезот во телевизијата. Вардар и Будуќност ќе се сретнат во второто полуфинале од Лигата на шампиони во Будимпешта. Поради актуелните случувања во Куманово, утрешниот дерби надпревар меѓу Вардар и Шкендија е одложен. Ракометарките на женскиот ракометен клуб Вардар попладнево доживееа тежок пораз во арената Ласло Пап на вториот полуфинален меч од Лигата на шампионите во Будимпешта против пресилната екипа на Будуќност со резултат 17:27. Првото полувреме го даде патникот во финалето, кога црвено-црните заминаа на одмор со 5 гола негатива, а во вториот дел Вардар ки покажа идентична форма како и првиот дел. Единствена надеж им преостанува да го одбранат третото место од минатата година против екипата на Динамо Волгоград, која во првото полуфинале денес загуби од норвешкиот представник Лаврик со 22:31. По денешната полуфинална разрешница, Будуќност и Лаврик се патници во финалето на најсилното ракометно женско надпреварување на стариот континент. Поради денешните случувања во Куманово, дерби надпреварот од 30-тото коло меѓу Шкендија и Вардар, кој утре од 16 часот и 30 минути требаше да се одржи на стадионот на фудбалскиот клуб Бешкими во Куманово, ќе биде одложен и дополнително презакажан за нов термин. Како што е познато, и првиот дуел меѓу двата тима беше одложен поради случувањата во Гошинци, кои се случија непосредно пред дерби пресметката на двата тима, а тогаш тетовчани славеа со 3:2. Вардар со евентуална победа може да ја слави својата нова шампионска титула во македонскиот фудбалски шампионат. Дејан Манасков е најзаслужен за победата на неговиот тим Ветслар во германската Бундеслига. Чикаго и Клиперси со водство од 2:1. Вестите во меѓународниот спорт во продолжение. Македонското ракометно лево крило Дејан Манасков забележа нова победа во германската Бундеслига, победувајќи над Балингер со 25:20, а нашиот репрезентативец беше најзаслужен за тимот на Ветслар. Манасков на мечот беше незапрелив, а мечот го заврши со 6 постигнати погодоци од вкупно 8 обеди, со што беше најефикасен за својот тим.
Чикаго Булс славеа тесно на домашен терен со 99-96 против Кливленд, па со оваа победа повторно го превзедоа водството во серијата над превари со 12-1. За биковите, најефикасен предводник беше Роуз, а за Калварис Леброн Джеймс, кој се истакна со 27 поени, 14 асистенции и 8 скока. Клиперси со високата победа над Хјустон со 124-99 поведоа со 2-1 во серијата мечеви. Редик постигна 31 поен, а Харден со 25 беше најдобар за ракетите. Денеска имавме променливо облачно време со повремен дожд и грмежи. Слично време не очекува и утре. Во продолжение деталната временска прогноза. Кајден телевизија уште еднаш повикува на смиреност и воздржаност од било какви сценарија. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.